Вечерва зборуваме на тема дишење на душата и јас веднаш ќе го откријам за што се работи, меѓутоа најнапред да научиме нешто од еврејски език. Како се вика молитва? Еве како се пишува, вчера имавме некои стручњаци што ни рекоа кај се согласките, повелете прочитете. Што се согласките, да. Точките? Точките се самогласки, се викаат на советски знаци. Значи, еврејскиот има согласки, ама не ги пишуваат, туку ги додаваат причитање. Тефила, значи молитва. Тефила. Добро, како се вика вистина? Еве како се пишува. Се чита емет. Значи, акцентот е на првиот слог, се чита емет. Од овој збор доаѓа, се звекува зборот Амин. Амин. Добро. Кои се клучните прашања за кои размислуваме вечерва? Прашање број 1 е што представува молитвата? Број 2 како да се молиме? И број 3 дали молитвата е само за безпомошни? Молитвата е од исклучително значење за животот на еден човек кој верува во Бога. Молитвата е еден од трите темели на духовниот живот. Таа е нешто без што човек кој верува во Бога не може да живее. Што представува молитвата? Ева неколку дефиниции. Молитвата е дишење на душата. Молитвата е разговор со Бога како со најдобар пријател. Молитвата не го спушта Бога кај нас, туку не издигнува нас кај Него. Значи, кога зборуваме за молитва, зборуваме за нешто што е органско, нешто што е автентично, нешто што е секојдневно, нешто што е постојано, нешто без што не може да се живее. Значи, молитвата е разговор со Бога како со најдобар пријател. Тоа значи дека во молитвата се случуваат размена на информации. Значи, молитвата е нешто што го изговараме и тоа е разговедно. Тоа се разбира. Се користат зборови од јазик кој постои. Значи, не се работи за рецитирање на неразбирливи зборови, туку се работи за јазик кој постои и кој го разбира еден човек. Што се однесува до Бога, Бог ги разбира сите јазици. Молитвата не го спушта Бога кај нас, туку не издигнува нас кај Него. Ова е многу битно да се знае, затоа што мнозина сметаат дека кога се молиме, Бог некако не слуша, Бог е премногу далеку. Молитвата е време кога Бог е најблиску до нас. Понекогаш ние тоа не го забележуваме, не го чувствуваме, но верувајте дека тоа е факт. Молитвата е отворање на срцето кон Бога без страф и резерва. Ова е многу битно. Кога Бог е во прашање и неговиот однос со луѓето, Бог не сака калкуланти. Бог не сака калкулантски став, подобро да кажеме. Ние Бога не можеме да го прелажеме, Бог знае се, и ние кога се молиме, ние всушност Бога не го информираме за нешто што тој не знае. Меѓутоа, ние во време на молитвата го вербализираме она што е во нашите срца, во нашите умови, и едноставно му даваме на Бога до знаење дека доаѓаме кај Него без страв и без никаква задршка. Што значи времето на молитвата е сосема време на едно комплетно сосема предавање на Бога. Тука нема време и место да човекот му ласка на Бога, да му дава комплименти со цел да добие нешто за возврат. Молитвата е време на искрен разговор, без страв и без резерва. Зашто без страв? Бог е оној кој го љуби човекот толку, што својот син единороден го дал за него. Па зашто човекот тогаш би се плашал да дојде кон Бога? Точно е, постојат настани опишани во Библијата,
кога одредени луѓе се плашеле да дојдат во присуство на Бога. И вообичаено тоа биле луѓе кои имале нешто да кријат од него, а безсмислено е да се крие од Бога нешто, бидејќи Бог знае се. Затоа дури и кога се чувствувате виновни, кога се чувствувате далеку, тогаш е всушност најголемиот и најпотребниот миг да човек му се обрати на Бога во молитва. Затоа молитвата е отворење на срцето кон Бога без страв и резерва. Значи, немате да имате задршка во смисла дека Бог ќе се налути, дека Бог ќе му биде досадно да ве слуша, дека на Бога едноставно нема е мило да чуе некои работи. Се што го окупира нашиот ум, се што не загрижува, се што ни стои на срцето е место кој може да најде во самата молитва. Како да се молиме? Библијата вели дека треба да се молиме со вера. Во посланието до евреите, авторот им вели на една група на христијани евреи дека кога треба човек да се моли со вера, оти добро е да се верува и потребно е да се верува и треба да се верува дека Бог постои и им одговара, им враќа на оние кои се молат со вера. Апостол Јаков, еден од полубраќата на Исуса Христа, во своето послание вели дека без вера не може да му се угоди на Бога. Сега се поставува прашање што е тоа вера. Верата не е ништо друго, туку доверба во Бога. Доверба во Бога. Довербата како феномен постои во меѓучовечките односи. Таа постои меѓу брачните другари, таа постои меѓу пријатели, таа постои меѓу роднини, таа постои меѓу две страни кои добро се познаваат. И верата е доверба во Бога. Доверба во Бога затоа што Бог знае се за нас, а сепак не сака. Тоа е дефиниција за најдобар пријател. Знае се за нас, ги знае сите добри страни, не ги знае сите мани, ги знае сите падови, ги знае сите наши разочарувања, а сепак не сака. И затоа ние можеме да имаме доверба во Него. Верата ни овозможува да се поврземе со Бога. Ова е една друга дефиниција на верата. Верата е всушност средство со кое ние се поврзуваме со Бога. Средство со кое ние градиме одреден однос. Ова исто така го имаме во меѓучовечките односи. Не можеме за некого да кажеме дека ни е пријател или дека сме блиски со некого, ако немаме доверба еден во друг. Што значи верата постои и на хоризонтално ниво, меѓутоа верата за која овде зборуваме е вера на вертикално ниво. Довербата во Бога е само потентамошен развој на она што секој од нас го добива со раѓање. Според Римјаните 12:3, апостол Павле во ова писмо на христијаните во Рим им вели дека секој од нас кој се родил, на него Бог му подарил мерка на вера. Односно, секој од нас се раѓа со способност да верува. Никој од нас не може да каже, јас не можам да верувам. Таков човек не постои. Може би постојат луѓе кои себе си се сметаат за атеисти, меѓутоа тие луѓе кои себе си се сметаат за атеисти сигурно веруваат во нешто или во некој друг. Што значи верата си постои, само е битно кој е тој објект на таа вера за која зборуваме. Што значи секој од нас ја има таа способност да верува. Посланието до евреите е пишувано најверојатно пред разорнувањето на еврејскиот храм во Ерусалим. Тоа е разорна 70-та година после Христа. И ова послание е напишано до христијаните кои се обратиле од јудаизам. Еден од проблемите, главните проблеми на оваа група на луѓе била што времето одминува и тие почнуваат да страдаат. Нивните браќа и сестри, јудејци, евреи ги отфрлаат.
доживуваат проблеми да губат пари, губат профит, им се земаат имоти, почнуваат да страдаат. Писателот им вели се уште не страдате до крв, што значи се уште не се прогонети, по смисол нивниот живот да биде во опасност, но сега чувствуваат притисок со тоа што како евреи станале следбеници на Исуса Христа. И сега писателот на ова писмо им помага да најдат причина зошто да останат христијани. И помеѓу останатото тој зборува за верата во 11 глава и дава цела една низа на примери на херои на верата од Стариот Завет, што тие луѓе, верувајќи во Бога, се постигнале. Таа поента е дека писателот им дава една дузина на сведоци за кои им вели и овие луѓе во минатото се соочува со огромни проблеми. Меѓутоа имаат доверба во Бога и тие проблеми беа надминати. Значи, идејата е доверба во Бога. Пред едно повеќе од 10 години, или може би 10 години, имавме едно слично предавање на Нов Белград, во еден хотел државме предавање. Предавачот беше од Австралија, јас го преведував од англиски на српски. Мене српскиот не ми е мајчин јазик и ми треба голема концентрација за да јас можам од англиски да преведам на правилен српски јазик. Консекутивно човекот зборува, а јас преведувам. Плюс човекот е австралијанец. Ако сте чули австралијански англиски, тоа е малку проблематичен. Голтаат зборови, ги изговарат на еден необичен начин и кога ги се завртат натака, а вие сте тука, не ги слушате баш најдобро. И сега предавањето почна, предавачот зборува за археологија и во еден миг, бидејќи салата е полна, еден човек доаѓа таму, влегува и седнува тука во прв ред и влегува со сендвич, со хамбургер. Од улицата, која се наоѓа пред хотелот Путник на Нов Белград, улицата се вика Гоце Делчев, е улица која е преполна со ресторани за брза храна. Ги има толку многу, што неофицијален назив или име за таа улица е улица на гладните. И тука се јаде 24 часа дневно, 7 дена седмично. Тука не се оди на годишен. И тука половина Белград тука јаде. И човекот дојде со сендвич, почна да јаде, почна да шушка со хартија и сега човекот зборува на австралиски англиски. Мене српскиот не ми е мајчин јазик, човекот ми шушка тука и можете да замислите мојата фрустрација. Човекот дојде, се замина после предавањето и јас му велам на говорникот што беше ова. Човекот вели не се секира и преживееме. Втората вечер иста песна. Повторно доцне, сите дојдоа, тој доцне, повторно говори човекот на австралиски англиски, јас преведувам, тој ми шушка со хартиот хамбургер, повторно јаде. И сега јас се прашувам, што ќе биде со овој човек? Зошто доаѓа овој човек? Тука не јаде секоја вечер, ни шушка и ни прави проблеми. Серијата заврши и како одеа вечерите, престана човекот да доаѓа со хамбургер, почна да доаѓа на време. Ние се запознавме, се работи за еден прекрасен човек. Ми каже зошто доцне и ми каже и каде работи жена му и јас го прашав зошто не дадеш со жената. Жена му работи за БИА, БИА ви е српска ЦИА, еден од најнереформираните делови на српското општество, значи уште од времето на не само Слободан Милошевиќ, него уште од времето на Социјалистичка република Србија, се уште смета дека христијаните кои не се православни се секта, се странски елемент, непријател, и вели жена ми не сме да дојде и изгуби работа. Меѓутоа, јас секоја вечер доаѓам, слушам внимателно и како одам дома, јас се пренесувам. Што се зборувало, како се зборувало, јас му велам супер, ако треба и белешките ќе ти ги дадеме, само ти зборувај дома што се слушал овде. Уште еден хамбургер. Така е. Од нас. И времето поминуваше и човекот вели, слушај, ја ова не верувам, ама вие мене ми знаете како многу добри луѓе. И подобро се дружам со вас, со било кој друг. И јас му велам, само ти доаѓа.
И подоста продолжуваме секој понеделник во една местна заедница да имаме предавања и доаѓаше секоја вечер, секој понеделник. И еднаш ми доаѓа и ми вели, многу сум изфрустриран. Вели, сево ова што вие го зборувате, мене многу ми се допаѓа, ама јас имам проблем да верувам. И постојано го поставуваше тоа прашање, што е тоа вера. И јас му велам, ова што сега го читаме, ова што сега го зборуваме, се коментар на Божиот збор и само ти остани тука, остани во близина на Бога и Бог ќе најде начин како да допре до тебе. И месеци поминува, човекот си доаѓаше, ние се дружевме, доаѓаше кај мене на факултет, имавме заедничко проучување на Библија, ручевме заедно многу често. Се додека еден ден не ме повика, некаде јуни месец беше 2015 година, и ме вели, мора да се видиме. Дојде мене на Нов Белград, идеме на пијала, морам нешто да ти раскажа. И јас дојдов, седнавме на еден сплав и ме вели, слушај рака. Имавме проблем еден, кој траеше повеќе од 20 години. Семеен проблем, имотно-правни, компликации, лавиринти. Вели, да не те заморувам сега, не можеше да се реши. И вели, пред неколку дена, си велам во себе, ми вели човеков, толку доаѓам новија предавања, толку сум слушал за Бога, толку сум слушал за молитва, зашто јас не би се помолил на Бога? И вели, во тие мигови, како јасикот да ми се врза, и вика, не сум ни сигурен дали сум упатил една цела реченица како молитва, туку само своите мисли некако вели ги насочив таму и реков, Боже, реши го овој проблем. И вели, верувал или не, утре дента проблемот се реши на радост на сите нас во семејството. И целиот Возбуден вака се тресе. И јас му велам, слушај сега. Како се појавила верата? Тоа што си го читал во Светото Писмо заедно со нас, тоа што заедно сме го проучували и студирале во Светото Писмо, сега станува твоја реалност. Тогаш се раѓа вера. Кога она што го читате во Светото Писмо, станува ваша реалност. Затоа, ако има некој меѓу нас вечерва, кој се бори со слична работа, слободно пристапете му на Бога и кажете му го ова. Запомнете, ние се молиме пред Бога и го излеваме нашето срце, го отвораме без страх и без резерва. Значи, ако го имате овој проблем, Бог нема да ви се налути. Бога нема да го вредите ако му кажете, имам проблеми да верувам. Јас само ќе ве подсетам на еден настан. Во Евангелието според Марко 9 глава, учениците на Исусе Христа не можеле да исцелат едно дете со болест, обседнато со демони, млад човек. И Христос приоѓа, кој претходно беше отсутен, и приоѓа на оваа група на негови ученици, таткото на детето кое тука се наоѓа во една страшна состојба, секогаш имате посматрачи, умпрофор, кога нешто се случува, луѓето гледаат, нели, секде кој имате така, ако некој се несвести на улица, 20 помагаат и 100 души гледаат. Тоа е секогаш така. Значи, мене тоа еднаш ме се случи во Струмичката болница. Една моја пријателка изгуби крката и доаѓајќи во болница, жената се онесвести. Во болница се онесвести. И сите стоја. И јас се подигнам на раци и ја качам до втор спрат пешки по скали. И поентата е, сите гледаат. И така и во овој миг. Сите гледаат, учениците на Христа гледаат, таткото на детето гледа, посматрачите гледаат. Христос доаѓа му вика, слушај, овие твои ученици не може да го исцелат. И Христос му вели на таткото, кој таткото претходно му вели, ако можеш нешто да сториш, исцели го. А Христос му одговара, ако ти веруваш, се е можно на оној кој верува. И тогаш таткото на детето, без резерва, без страх, му вели на Христа, помогни му на моето неверие. Слободно пристапете му на Бога, ако ви недостасува доверба.
и кажете му, помогни ми на моето неверие. Што значи молитвата не става во положба, но пред се не става во врска со Бога, каде Бог е во најдобра можна положба да ни помогне. Тоа е најголемата поента. Во молитва се отвараме кон Него, го отвараме своето срце, за да Тој може да ни помогне. Јас инсистирам на овие дефиниции, затоа што молитвата е всушност една акција. Молитвата не е пасивна, како да речеме, трансцендентната медитација. Трансцендентната медитација е пасивна, во која човекот се обидува својот ум да го испрзне од било какви мисли, да го испрзне. И на тој начин да доживее некој задоволство, да доживее помалку стрес, да се ослободи од стресот. Молитвата не е тоа. Молитвата е всушност акција во која полното срце му се отвара на Христа, му се отвара на Бога и му кажува во што е проблемот. Значи не доаѓа до празнење на мислите и чинење на умот да биде празен, туку доаѓа до разговор и заедница во кој ние му кажуваме нешто на Бога, а Бог во исто време е спремен да ни одговори и да ни врати информација. Затоа молитвата не е исто што и медитација, трансцендентна. Некои молитвата нарекуваат медитација. Можно, го имате тоа во англискиот јазик, меѓутоа молитвата, ако така можем да кажем, е активна медитација, во која ние своите мисли му ги упатуваме на Бога и со своите мисли ние се поврзуваме со Бога. Ние не го празниме својот ум со тоа што не мислиме на ништо, туку ние својот ум го усмеруваме, го насочуваме кон Бога и нема му се обраќаме. И тоа е таа доверба. Човекот кога има доверба, тој не се прашува дали верувам, колку верувам. Обично луѓето ја мерат верата. Ние сме такви, ние како луѓе се мериме. Мериме вера, мериме љубов, мериме подароци, мериме, не знам, се што може да мериме со квантитет. Меѓутоа, довербата во Бога е нешто што постои кога имаме заедница со Бога. Дали вие кога имате некој најдобар пријател, постојано му велите, секој ден или секој 5 минути, ти ми веруваш? Веруваш? Па тоа се подразбира дека ти верувам. Нема што да ме прашуваш. Тоа постојано ти гледаш низ моите дела, низ мојата акција дека јас ти верувам. И така и со Бога. Значи, само дојде. И немајте да се плашите дали верувате или не верувате. Дојде. Што зборувате со Него? Што му го излевате своето срце без резерва и страв? Што му зборувате, значи дека имате веќе вера. И Христос го знае тоа. И вели на луѓето, ако имате вера како зрна синапово, многу малечко зрнце, да им кажете на онаа планина помрдни се, планината, вели Христос, ќе се помрдне. Што значи не е во квантитетот, туку е во квалитетот. Како што семето на пченица, кое е многу поголемо од семето синапово, го има квалитетот на живот во себе, истиот квалитет на живот го има и семето синапово. Што значи суштината е во довербата. Не е битно да ја мериме, туку дали е тамо. Како да се молиме? Апостол Павле, кога го пишува своето писмо до христијаните во Филипа, градот Филипа се наоѓа на територијата на денешна Северна Грција. Градот е основан од страна на Филип II, таткото на Александар Македонски. Тој е организиран како предсек град, воен гарнизон, кој требал да ги заштити рудниците на злато и останати метали кои се искупувале во близина на Филипа. Во времето на апостол Павле, Филипа исто така воен гарнизон, но овој пат на римската војска. Филипа е еден од градовите во Македонија, тогашна античка област Македонија, римска провинција Македонија. И апостол Павле не се наоѓа во Филипа, туку се наоѓа во затвор во Рим. Павле е затворен. Ако сте ја читали Библијата во делата апостолски, ќе видите дека е најнапред уапсен во Ерусалим. Го апсат римските власти, најнапред со цел да го спасат од разуловената толпа на одредени евреи.
И Павле во еден миг, идејќи од суд на суд, вели, јас сум римски граѓанин, имам право да го представам својот случај пред самиот Цезар во Рим. И Павле така се наоѓа во Рим како затвореник. Според податоците кои ги читаме од ова писмо, се смета дека Павле се наоѓа во некој вид на домашен притвор. Неговото движење е ограничено, но сепак може да прима посети, може да има писар. Знаеме дека апостол Павле, кога ги пишува овие посланија, не ги пишува со своја рака целосно, туку ги диктира. Има писар. Во таа римска култура, грчко-римска култура во која живе апостол Павле, било нормално да еден човек има свој писар. И Павле го пишува или диктира ова писмо од затвор во Рим. Меѓутоа, ако го читате ова писмо, ако не сте свесни која е таа историска позадина на писмото, ќе видите дека писмото до филипјаните рефлектира еден оптимизам, едно светло, едно сонце. И Павле е толку позитивен. И тој при крајот, во 4-та глава од ова писмо, им вели да се молиме или молете се со секоја благодарност. Што значи молитвата треба да вклучува елемент на благодарност. Зошто? Затоа што благодарноста ни помага постојано да се сеќаваме дека се што имаме е дар од Бога. Ова е многу битно. Култура на сеќавање. Нешто што на Балканот му недостасува хронично. Ние овде немаме култура на сеќавање. Ние овде имаме митоманија. Ние овде имаме историја која мешаме со измислици и правиме митови. Имаме митови во Македонија, имате митови во Србија. Да не испане ќе говораме само комшиите дека имаат косовски мит. Дали знаете колку збора се автентичниот документ од времето на Косовската битка 1389? 5 збора. Меѓутоа, косовскиот мит во Србија е изграден на поезија која е напишана највеќе во 19-20 век. Така наречен косовски циклус. И денес имате два народа на рапна војна, а претходно беа во војна, делумно мотивирани од митологија. Имаме и тука. Се сеќавам 2004 година, како студент во Англија, работев како обезведување, еден камионџи англичанец вика: и слушај, тоа ми помогнеш, ги стовариме некои кутии. И така, прајќи муабет, ме вика по акцентот: не си ти од тука. И ми вели од каде си, ја од Македонија. И англичанецот ми вика: опа, ти си потомок на Александар Македонски, ти треба да бидеш горд. Ти си потомок на голем човек. Ја му велам: гледаш колку голем човек сум, со тебе кутии растоварам. Толку сум голем човек, суте посмее. Поентата ми е дека и тука во Македонија имаме митови. Кад историјата ја мешаме со факти, живееме во митоманија. Ние немаме култура на сеќавање. Друг проблем кој го имаме на Балканот. Се почнува со новите избори. До претходните избори била една историја, сега менуваме историјата. Значи, како доаѓаат нови избори, така се менуваат учебниците по историја, не? Зошто се спориме со соседите бугари? Се спориме за историја. И не можеме да ги изчистиме тие разговори, затоа што во тие разговори има многу митологија. Култура на сеќавање. Сеќавањето е многу битна работа. Во Стариот Завет постои глагол за сеќавање, за кар. Кога Бог се сеќава, тоа не е ментална активност да повикува некои факти во умот, туку кога Бог се сеќава на некого, Бог чини акт на спасување или избавување на некого. А кога човекот се сеќава, тој се сеќава на своето минато, за да биде сведок дека се до овој миг, на секој чекор од неговиот живот, па дури тогаш кога му било најлошо, Бог го водел и го благословил. Тоа го имате најубаво осликано во псалмите. Псалмите, не сите, но добар дел од нив, се и така наречени историски псалми.
Псалми кои раскажуваат историјата на Израел. И во тие псалми постојано писателот, поетот, пејачот или хорот го подсека народот која слуша оваа песна, псалмите се песни, за јавна изведба, постојано ги повикува да се секаваат што Бог сторил за нив. Значи, благодарноста не е тука, затоа што Бог е искомплексирано суштество, па бара луѓето да му се заблагодаруваат, за да тој се чувствува добро. Ние сме искомплексирани. Ние сакаме луѓето да ни се восхитуваат. Нам да ни се заблагодаруваат. Меѓутоа, ако му се благодариме на Бога, ние се сеќаваме дека се што имаме е дар од Бога. И тоа не чини понизни. Тоа не чини скромни. И во исто време, тоа ја одржува нашата доверба во Бога. Интересна работа, дека кога човекот се сеќава на своето патешествие, тој останува скромен. Пред 17-18 години, со двајца мои колеги, и јас и професорката по еврејски, имавме прилика да добиваме приватни часови по арамејски од професор Кевин Кафкарт, еден од најголемите авторитети за арамејски, предавач на Оксфорд универзитетот. Човекот беше неколку години пред пензија и се сложи бесплатно да ги држи часови. Тоа ви е како еден Нобеловец да ве вика едно 7-8 седмици во својот кабинет и да ви ја дели својата најголема мудрост. Меѓутоа, вие кога го видите каков човек е тој е еден од најпонизните и најскромните луѓе кои јас сум ги видел во својот живот. Затоа што тој човек му се случува нешто што се вика концентрични кругови на знаење и незнаење. Знаењето е мало крупче, а незнаењето е поголемото крупче. И што повеќе се зголемува знаењето, се повеќе се зголемува незнаењето. И што повеќе учиме, се повеќе сме свесни колку не знаеме. И тоа не чини понизни. Таа аналогија можеме да ја примениме овде. Што повеќе се сеќаваме на Божјото водство, се имаме помалку причини да самите себе си се фалиме, а се повеќе причини имаме да го фалиме Бога и да го славиме за оно што го сторил за нас. Затоа благодарноста е многу битна, затоа што нам ни помага да растеме во верата и нашата доверба во Бога да расте. Мојата сопруга и ја имаме еден убав обичај да од време на време ставаме една црвена линија во нашиот живот, во бракот, и се велиме ајде сега да се пресветаме. Како нас Бог не водел во минатото. И кога ќе повлечеме црвената линија да направиме сметката и одиме како курсор по благословите кои Бог ни ги дал, доаѓаме до заклучок дека Бог не водел на најдобар можен начин. И ние сме супер благодарни на Бога за се. Па дури на дупките од патот, кои сме мислеле дека ќе ја скршат колата, дека ќе не повредат или ќе бидат било што. Значи, се сеќаваме. Култура на сеќавање. Јас би ви препорачал дури да водите дневник. Да водите дневник. Од и дневникот во кој ќе забележувате не мора никој друг да знае. Тоа е ваш дневник. Во дневникот запишувајте како Бог ве води. Запишувајте за што се молите. Запишувајте што ве радува во денот. Што ве мачи. Запишувајте ги вашите молитви. И после одредено време читете го тој дневник, оти ние луѓето забораваме или нашиот ум се поигрува со нас и забораваме како Бог не водил во минатото. Култура на сеќавање. Во Стариот Завет и Новиот Завет игра огромна улога. Како евреите се сеќавале на своето минато? Ти имаат неколку големи празници. И за сите тие големи празници, тие повторно се навраќаат на своето минато и бидејќи во минатото гледале како Бог ги водел, ти имаат надеж за својата иднина. Кога се случи нападот на Хамас
на 7 октомври минатата година, разговарајќи со многу евреи, тие велат кога такво нешто ќе се случи, ни се буди колективно сеќавање на Холокаустот за време на Втората светска војна. Повторно се јавува тој страв. Еве ќе не уништат. Повторно доаѓа. Значи таа траума повторно се јавува. И оно што нив им помага, тие велат, е што ги имаме овие празници. И за време на овие празници ние повторно се сеќаваме дека ние како нација сме биле во неколку наврати низ историјата на раб на исчезнување, меѓутоа ние сме повторно тука. Една од најстарите нации во историјата на човештвото. Култура на сеќавање. Како е тоа во Новиот Завет? Имаме ли култура на сеќавање во Новиот? Причест. Учествувајќи во причеста, Евхаристија, грчки збор Евхаристео, што значи благодарен, или јас сум благодарен. Значи, во таа причест ние се сеќаваме дека Христос навистина умрел за нас. Меѓутоа, во исто време апостол Павле вели во Коринќаните, тоа ви е потсетник дека тој што умрел и воскреснал, еден ден ќе се врати. Што значи, дури во Новиот Завет, таа култура на сеќавање се одржува постојано. Како да се молиме? Да се молиме со собствени зборови. Христос во својата проповед на гората на благословите зборува за молитвата и тој вели: молете се со собствени едноставни зборови. Немајте да мислите, ако употребувате многу зборови, вашата молитва ќе биде вослишена. Тој збор, употребувајќи многу зборови, ние би можеле да го преведеме со таксативно набројување и зборување одредени зборови без многу да размислуваме. Со уличен речник кажано тропање. Без врска зборување. Затоа Христос вели: молете се со собствени зборови. Молете се со разбирање. Молитва без ласкање. Значи, ние на Бога не му ласкаме. Ласкањето е всушност лага. Ние го лажеме човекот, му го зголемуваме егото, за да си добиеме екстра услуга. Ние се молиме без ласкање. Не постојат под наводници волшебни зборови. Значи, нема волшебни зборови на кои Бог не може да одолее. Туку постои само искрена вера, искрена потреба, на која оној кој е љубов, а тој е Бог, може да одговори. Молитва во склад со Божјата волја. Христос и вели: се што се молите во моје име, Бог Отецот ќе вослуши. Што значи молитва во моје име? Што значи име? Името во Библијата означува идеја на репутација. Името може да означи присуство, но во исто време името означува нечiji карактер. Кога Христос вели: молете се во моје име, тоа значи молете се во склад со мојот карактер. Што значи го бараме она од Христа во молитва, што е во склад со неговиот карактер. Ние не бараме во молитва да се одмаздуваме, не бараме да некому чиниме зло, или не велиме: помогни ми да ја оробам оваа банка или овој човек и помогни да не ме фатат. Значи, молитвата е секогаш во склад со Божјата волја. Таа никогаш не може да биде во склад со она што значи кршење на она што е Божјата волја. Која е содржината на молитвата? Во Евангелието според Матеј 6 глава 9 до 13 запишана е молитвата која меѓу народот е позната како Оче наш. И таа почнува, ако не знаете, пратете ме. Оче наш, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денеска, прости ги нашите долгови, како што ние им ги простуваме
на нашите должници. Не наведи ме во искушение или напаст, туку избави ме од лукавиот, зашто Твое царството и силата и славата во век векови. Амин. Тоа е молитвата Отче наш. Кои основни елементи таа молитва ги содржи? Најнапред, пред да се прослави Бог, ние му се обраќаме на Бога со Татко наш, Отче наш, Боже, Господе, а потоа ние го прославуваме Бога, му даваме фала, му даваме слава. Ние признаваме дека Бог е највисокиот авторитет во Вселената. Ние ја признаваме својата положба на создадени суштества. Потоа, во вториот елемент, ние се молиме за духовните потреби. Духовните потреби се да дојде царството Твое. Тоа е целта на Евангелијата. Тоа е целта на Христовата служба. Тоа е Божја цел со човековата историја, да дојде царството Твое. Потоа, постојат физички потреби. Бог знае дека сме физички суштества и тој знае дека имаме потреба од храна, тој знаеме дека имаме потреба од облека, имаме потреба од заштита, имаме потреба од добро здравје. Што значи не треба да се занемарат ниту физичките потреби. Потоа молитва за простување на гревовите. Меѓутоа, погледнете какво е. Прости ги нашите долгови, како што ние им ги простуваме на нашите должници. Туку има еден услов. И ако ова ни е проблем во животот, кажете му го и тоа на Бога. Имам проблем да простам на оние кои ми направиле некое зло. Простувањето не е лесна работа. Простувањето значи намерно не споменување. Простувањето значи предавање на тој проблем во Божи раце. Тоа не е лесно. И тоа единствено може Бог да ни помогне да го сториме. Простување. И конечно се молиме за заштита. Заштита да вели не наведувај во напаст, туку избави не од злото. Оваа молитва е превентива, превенција. И конечно на крајот се вели амин. Зборот амин или на еврејски амен, амин всушност е транслитерација од современиот грчки јазик, каде ета, долгото е се чита како и, значи не е Атена, туку е Атина, и затоа не е амен, туку е амин. Амен е дериват на зборот емет, што значи вистина, и вообичаено на крајот од молитвата се смета дека има значење нека биде така. Нека биде така. Ова ни помага да имаме еден пример како се молиме. Молитвата Отче наш не е волшебна формула. Молитвата Отче наш пред се еден урнек или пример како човек треба да се моли. Која е таа структура на молитвата која му упатуваме до Бога. Молитвата за други е многу интересен феномен. Апостол Павле многу често во своите посланија на крајот и вели на луѓето на кои им пишува молете се за мене и молете се за моите соработници. Што значи во молитвата човек не се моли само за себе си, туку се моли и за другите. Имаме пример во книгата за Јов. Овде наведувам еден пример од крајот на книгата за Јов, каде тој се моли за своите пријатели, но ако одите на почетокот на книгата за Јов, ќе видите како тој се моли за своите деца и за своето семејство. Даниел се моли за својот народ. И конечно во Евангелието според Јован имаме Христовата молитва која е многу подолга од Отче наш, и во Јован 17 глава 20 стих тој не се моли само за своите ученици, туку тој се моли за оние кои ќе поверуваат врз основа на што неговите ученици проповедале. Тоа значи дека Христос во своите молитви ви имал вас и ми имал мене. И една од причините зашто ние веруваме во Бога е резултат на таа молитва. Ова е многу битна работа, да се молиме за другите.
Еден добар другар во Лондон, живее во Австралија. Човекот има близу 60 години сега. Одраснат е во западен Лондон. Во младоста бил непослушно момче. Одраснат е само со мајка. Одраснат е во семејство кое најнапред биле римокатолици, потоа стануваат библиски христијани и тој е едно од 10 деца. Ја мислам дека е 9 поред. И вели, мајка ми беше жена на молитва. И постојано се молеше за нас. А вели, ние бевме мангупи. Се тепавме, крадевме и тоа беше нашиот живот. И вели, кога не ставија во затвор како малолетници, мајка ми наместо да паничи, во молитва рекла, фала ти Господе, знам дека се насигурна. И тој вели, денеска сум христијанин, денеска сум човек кој зборува за Бога и ги учи другите луѓе за Бога во голема мерка, затоа што мајка ми не престана да се моли за нас. Еден друг човек од Америка, многу интересен човек, одрастат е во семејство на христијани, татко му е свештеник, меѓутоа тој некаде околу 20 годишна возраст се одава на дроги, се одава на лекови за смирување и лекови за болка кои се многу силни и може да се добијат само на рецепта. И ова се случува негде во Америка во 90-тите години и првите десетлетија на 2000-те. Човекот бил толку зависен што одел на забар и му вел на забарот ме боли овој забар, а забар здрава. И вели, извади ми го и препиши ми лекови за болка, силни лекови за болка. И забарот му изведал здрав забар. Потоа земал да фалсификува рецепти. Не е тоа како денеска да рецептите одат електронски и нема шанса да се фалсификува од надвор. Тој ги фалсификува од надвор и доаѓа до лекови. Татко му и мајка му дошло скоро до банкрот, до банкротирање и веќе 3 пати го имаат однесено на детоксикација, на одвикнување, но како се враќа, така се враќа постојано во стариот начин на живот. Последниот пат, четвртиот пат е однесен негде во Айдахо, вели во еден град во кој имало само една апотека. И таа вечер, првата вечер, кога бил таму, кога сите заспале, решил да излезе и да ја најде таа апотека. И вели, кога дошол скоро пред вратата, низ мислите, слушнал еден глас. Ако сега излезеш низ оваа врата, ти си мртов човек. Подобро врати се. Човекот се враќа назад, почнува со оваа рехабилитација, успешно се рехабилитира, се враќа кај Бога и подоцна разговара со мајка му. И мајка му вели вака: јас никогаш не сум престанала да се молам за тебе и за твоите двете сестри. Меѓутоа јас ги пишувам своите молитви. Еден ден кога ќе умрам, тие тетрадки со молитви кои сум ги пишувала за тебе и сестрите, ќе ви ги подарам на вас. За твоите сестри имам по 2-3 тома, за тебе имам библиотека. Драги мои, ова е огромна работа, молитва за други. Ја не можам да објаснам до крај рационално како тоа функционира, но може да ви кажам дека во пракса дава одлични резултати. Дали молитвата е само за оние кои се безпомошни? Сите херои на верата, чии животи се опишани во Библијата, биле луѓе кои се молеле на Бога. Примери: Илија, Соломон, Христос. Илија не знаеме што бил по професија, работел како пророк и неговиот живот е опишан во книгата Прва царевите и делумно во Втора царевите во Стариот Завет. Меѓутоа апостол Јаков во Новиот Завет, кога сумира неговиот живот, тој вели: и пророкот Илија беше човек ист како нас. Но кога тој се помоли, Бог стори чудо преку него. За разлика од Илија, Соломон е еден од најуспешните цареви во Израел.
ако не и најбогатиот и најуспешниот. Никогаш не водел војна, бил одличен дипломат. Еден од начините на која водел дипломатијата е да се жени. И така во еден миг направил харем од 1000 жени. Што конкубини, што жени. Не баш многу мудро. Меѓутоа, на почетокот на својата служба, во Прва Царевите 8 глава, од 23 до 53 стих, тој се моли. И ова е една од најдолгите молитви кои можете да ги најдете во Библијата. И тој се моли за посветување на првиот храм. Конечно Христос, Бог во човечко тело, за него апостол Марко вели дека секое утро пред извеснице одел на мирно место за да се моли. Што значи, овие луѓе кои победувале со својата вера, кои биле избавувани од најтешки можни ситуации, сите биле луѓе на молитва. Некои од вас ќе прашате, а кога тоа да се моли човек? Јас би препорачал две работи. Прва работа, не е лошо да имате едно закажано време со Бога во кое се молите. Некој е утринска личност, некој е ноќна личност. Меѓутоа, втора работа која би охрабрил е постојана молитва, постојан разговор со Бога кога човек има време тоа да го стори. Значи, линијата со Бога е постојано отворена, минутите и СМС пораките не се ограничени, неговиот интернет, така да кажем, работи постојано и човек може да се моли било каде и било кога. Ако имате време, ако имате потреба, молете се. Нема потреба да чекате да одите на свето место, специјално место, со света личност, со специјална личност, за да се молите. Немате потреба дури и да клекнете или да стоите. Некогаш можете да седите, некогаш лежите, ако не можете да станете. Во Библијата имаме неколку положби за молитва. Молитва на колена, молитва со стоење. Кога Соломон се молел, тој застанал пред олтарот на храмот во тоа време и подигнал своите раце и својот поглед кон небото и така се молел. Денеска евреите не се молат на колена. Евреите сметаат дека ако се молат на колена, може би некаде околу нив се наоѓа некој идол и тие би го прекршиле Божиот закон, а друга причина евреите велат само христијаните се молат на колена и муслиманите. Ние не сме како нив. Можете да се молите во било која положба, само ставот кој го имаме во нашето срце и нашиот ум да одава почит кон Бога. Бог не е наш другар од мало, не е наш другар од работа, Бог е нашиот Бог. Значи, да истакнеме едно добро почитување. Ние Христа го наоѓаме како се моли сам, се моли со мноштво, се моли со своите ученици. Го наоѓаме Христа како се моли последната ноќ пред да биде предаден. Позната е таа негова молитва, многу е кратка во еден миг. И тој вели, ако е можно оваа чаша да ме одмине, но не како е мојата волја, туку како е твојата. Тоа значи дека Христос во своите најтешки мигови наоѓал време да се моли. Идејата немам време да се молам е иста како идејата немам време да дишам. Okay. Значи, ако кажете немам време да се молам, то исто како да сте кажале немам време да дишам. Значи, се молиме постојано. Тој им вели, гледайте никој никому да не враќа зло за зло, туку секогаш одете по она што е добро меѓу себе и кон сите. Радувајте се секогаш. Молете се постојано. Погледнете ги овие зборови. Секогаш, постојано. Ако треба да се радуваме секогаш, тоа значи дека треба да се молиме и постојано. Тоа значи дека молитвата и радоста се поврзани. Затоа, немојте да се боите, да се плашите, дека не сте достојни, дека некој друг треба да се моли наместо вас. Понекогаш имате и потреба некој тоа да го стори за вас и тоа е нормално. Понекогаш се наоѓаме во состојба на огромен стрес, на огромен страв. Понекогаш доаѓаме пред Бога во молитва
зборовите никако да потекнат од нашите уста, товар се наоѓа огромен. Меѓутоа, што и да кажете, што и да помислите, Бог тоа го слуша, Бог тоа го знае. Дали Бог ги слуша сите наши молитви? Одговорот е да. Дали Бог ги исполнува 100% сите молитви? Одговорот е не. Некогаш да, некогаш не, а некогаш причека. Меѓутоа, Бог знае најдобро. Не му се лутите, не му замерајте. Ако сте збунети или ако сум збунет, тоа кажете му го. И немојте да мислите дека ако сте збунети во молитва, дека сте во лошо друштво. Имате неколку пророци и херои на верата во Библијата кои биле опасно збунети во својот живот. Од тоа како Бог го води нивниот живот. И тие тоа му го велат на Бога, му го вели Јов, му го вели пророк Еремија, му вели каде си? Имате во псалмите цела група на пеачи му вели на Бога каде си? Зашто забавуваш? Зашто доцнеш? Нас не убиваат. Значи, постојат мигови кога нам ќе не изгледа дека работите се испревртени наопаку. Меѓутоа, Бог можете да си ја понесете дома слободно. Ако имате Библија, слободно проверете ги овие текстови.